Дивењето на навивачи во Шкотска представено како крај на пандемијата. Маса луѓе се движат среќни и еуфорични по улица и скандираат. Носат знамења, спортски ознаки, дресови, имаат пиротехника. Полицијата крај нив е безпомошна, не успевајќи да ги уапси, иако речиси никој во толпата не носи маска, а дистанцата е мисловна именка. Толпата е збиена и очигледно добро расположена. Овие сцени кои ги гледате на видеото се представени како крај на лажната ковид пандемија во Шкотска. Ова е лага. Пандемијата во Шкотска не е завршена, а ова славење не е прогласување на нејзиниот крај. Напротив, ова се прекршители на мерките за заштита од коронавирусот во земјата во која што, според официјалните статистики, починати досега се 7461 лице, а од почетокот на пандемијата заразени се 207.000 лица. На видеото се наоѓаат навивачи и поддржувачи на Ренџерите, фудбалски тим кој е прв во премиер лигата на Шкотска. За ова славење известија и светските медиуми, не во позитивен контекст, туку во контекст на драстично кршење на мерките за превенција на коронавирусот. Наспроти тоа што лажно се тврди во постот што го разгледуваме, ова не е крај на лажна пандемија, туку почеток на можно зголемување на бројот на случаи со оглед на тоа што голем број граѓани се собрале на мал простор, збиени, без маски и скандирајќи за победата на нивниот фудбалски фаворит. На официјалната страница на владата на Шкотска пишува дека граѓаните треба да носат маска, да не се групираат, да мијат раце и да ги дезинфицираат површините често, да држат растојание од 2 метри од другите, да се изолираат и да направат тест ако развијат симптоми. Сето ова дополнително сугерира дека пандемијата не е завршена. Владата на Шкотска не ги премолча овие собирања за прославување спортски успех. Тие беа наречени срамни. Владата најави дека пред следните надпревари ќе воведе построги мерки за да се спречат вакви собири. Владиниот представник Џон Свини, еден ден после овие масовни групирања, како што може да се види од видеоматеријалот во продолжение, ги нарече истите срамни. А владата упати остри и тешки зборови за фудбалските фанови кои решиле да прославуваат на ваков начин, без почитување на мерките за заштита, без маска, без дистанца. Меѓутоа, во описот на споделеното видео само се вели дека пандемијата е лажна на начин што не се објаснува дека собирот е осуден од владата и представува грубо кршење на мерките кои се на сила во Шкотска. При тоа, настанот се представува во невистинит и манипулативен контекст. Полицијата уапсила 28 лица, а парично казнила 7. Причините за апсењата вклучуваат напад врз полициски службеници, прекршување на правилата за заштита од коронавирусот, нереди и немири, употреба на пиротехнички материјал и нарушување на јавниот ред и мир. Вистината е дека во Шкотска има официјални мерки за заштита од коронавирусот и нивното кршење најде на остра осуда, а медицинските професионалци оценија дека благодарение на вакви собири ќе има зголемен број случаи од коронавирусот. Со самото тоа што авторот на постот премолчил дека станува збор за фудбалско славење во време на пандемија и наместо тоа настанот го прогласува за крај на лажна пандемија, врши манипулација.